денес решив да се посветам на верзии на доручеци. Многу ја сакам турската кујна. Не, можеби заради тоа што ни е блиска, можеби заради тоа што имаме многу рецепти кои ни спотакнуваат, ни се измешале со текот на времето, но турците имаат една исклучителна навика да уживаат во се она што е доручек и различни прилози. Денешниот рецепт ќе бидат турски јајца. Ништо различно од јајца на око, но ќе ги подготвам под рецепт на, замислете, мојата милена готвачка Најджела. Ова е незина варијанта, а јас од кога ја направив незината варијанта со мали измени, е еден од моите милени рецепти за доручек. Турските јајца во суштина имаат неколку слоеви, односно треба да направиме подлога која е направена од павлака, таа убаво ќе ја зачиниме. Потоа треба да направиме поширени јајца, односно тоа се јајца кои се пропуштаат во врела вода кратко време, па ги имат она жолчка која лесно и убаво ќе се разлее врз целата млечна основа и на крај се запржуваат со убав врел путер. Треба да имате малку вештини, но јас би ве охрабрила да почнете да учите да правите поширени јајца. Прво, заради тоа што се многу здрави, односно само неколку минути одат во топла загреана вода. Измеѓу на вкусот се помеѓу варено јајце и пржено јајце и се една феноменална варијанта како да направите онаков убав кремаст сос од жолчката. За да направите поширени јајца, јас прво ќе го направам сосот млечен во суштина, заради тоа што сакам да ја искористам водата во која ќе ги правам сите додатоци. Ќе снимам едно тенџере. Не ви е потребен овој, не знам, чекор можеби, но јас го правам од причина што многу сакам павлаката да ми е стоплена, односно да немам ниеден ладен елемент во целиот ручек, односно целиот оброк. Имам отприлика тука две малецки од 150 грама котивчиња павлака или во лажици, еве, не знам дали можете да забележите, отприлика се мислам дека 300-400 грама, ќе стоплам вода. Заради тоа што сакам павлаката прво да ја стоплам. Кога ќе ја стоплите павлаката, таа малку ќе се разлее, односно млечната маса внатре малку ќе се подопушти и ќе имате убав слој на млечна основа врз која ќе може да ги положите јајцата кои ќе ги пошираме. Ќе загреам водата и имам една стаклена чинија. Оваа постапка е слична на она кога правите торти, односно кога правите оној фил од жолчки, па треба малку да ја згуснете на повисока температура, значи водата треба малку да зовре, доволно ви еден прст вода. Ќе ставите една стаклена чинија и внатре ќе ја префрлам павлаката. Апсолутно, ако не ви пречи да конзумирате оброк, каде што ќе имате еден студен елемент, слободно не мора да го правите ово, односно прескокнете го, меѓутоа јас го храбрувам да одите чекор понапред и да си дадете еден така посимпатичен елемент и да имате целосен оброк. Ќе почекам малку да се загрее и следно што ќе ставам ќе бидат неколку капки лимон. Лимонот во суштина е тука за да ми ја улесни целата млечна маса, односно да ми направи да биде малку полесен сосот од оздола кој треба да го добие јајцето од кога ќе го расечете. Имам ново тенџере Лео од програмата на Лео Карес ме опремија со најразлични играчки кои ќе ви ги презентирам во деновите што доаѓаат. Како мало дете се радувам. И ќе даеме малку време да се стопли. Имам 2 чешниња лук, треба да ги изгмечите или да ги исецкате ситно. Не ви треба да имате баш крупни парчиња да ги загризете, тие треба да бидат вкусот. Да дадете ги во павлаката. И она што е различно во мојот рецепт, односно нешто што јас го додадов како свое, е свежа мајчина душица. Не знам, јас ја обожавам како зачин, меѓутоа во овој контекст, односно во овој рецепт, ми има баш една свежина и една уникатност која ми ја дава на тој сос, односно креветот кој треба да го
прими целото поширано јајце кое ќе го ставиме одозгора. А мириса на пролета која сите ја чекаме. Јас барем со душа ја чекам, не знам за вас. Иако не сум по природа човек што не сака ладно, повеќе трпам ладно него топло. И таа пролета ми е една од омилените годишни времиња, се буди, имам многу цвеќиња. Јас имам денеска едно ново, која ми го донесе Маја за да ми израдува во на снимањето. Знае дека многу сакам убави мириси и само толку. Внимателно извадете го, еве ја конзистенцијата која треба да добиете. Баш треба да добиете како јогурт сос и ќе го одложиме на страна за да не почека да ги подготвиме останатите состојки. Следно што ќе направам ќе бидат поширани јајца. За да направите поширани јајца, потребно ви е едно длабоко тенџере со вода. И додека научив да направам поширани јајца, на вистина беше, морам да ви кажам, предизвик, бидејќи не од причина што пошираните јајца се комплексни за подготвување, туку треба да бидете толку внимателни во целата постапка и цело време да ги имате на око. И она што е најважно за да имате добро поширани јајца е секогаш да користите јајца од фрижидер. Значи, секогаш кога користите јајца за било кој друг рецепт, користете ги на собна температура, бидејќи не сакате да го пресекуваат јадењето. Исклучиво кога поширате јајца, користете јајца од фрижидер. Значи имате едно тенџере, моето е повторно од програмата на Лео, ја го полните комплетно, бидејќи јајцето треба најнежно што можете да го пуштите во зоврената вода. Меѓутоа, го зовривате до степен, односно водата ја зовривате до степен каде што ќе видите дека само по некое мејурче излегува. Не сакате да имате агресивен процес на вриење, тоа ќе го распадне протеинот на јајцето, туку само што ќе забележите дека излегува по некое мејурче, почнувате да ги ставате јајцата. За да ставите јајце, потребно вие, јас имам две ќе ви покажам, значи можете со чинивче, а можете со нешто за да ви биде со некоја шолја за да ви биде полесно да ја ставите. Значи мора да имате дршка или рачка за да можете само малку да ја допрете водата и полека и нежно да го пуштите јајцето. За да имате јајце која ќе задржи својата форма, значи земате на јајце и внимателно, не во оние мои простачки брзи пократи кај што кршам јајце, не се гледа дека ги кршам, значи само внимателно ќе го искршите и ќе му дадете баш внимание и полека. Гледате јајцето ја има целата треба да ја задржи целата димензија на белката и целата димензија на жолчката внатре. За да му помогнете на јајцето да ја задржи својата форма кога ќе влезе во зоврената вода, ќе ставите неколку капки лимон од страната. Ќе видите кога ќе ја ставите, јас не можам многу да го движам за да не ми се распадне. Кога ќе оставите лимонот, ќе видите дека лимонот ќе го одвои јајцето од ѕидовите на шолјата. А сега ќе почекаме малку водата да зоврие и потоа нежно ќе го ставиме и ќе му дадеме време да се подготви. Значи, кога веќе ќе видите дека мејурче по мејурче, не знам дали може да видите на површината излегуваат, не треба агресивно да врие, чашата ќе ја спуштите длабоко да пропадне во тенџерето и полека ќе го ставите јајцето. Не знам дали може да видите и да како ја задржи својата форма, што значи мора да биде ладно јајцето. Ова функционира со студено јајце, ќе му дадете некоја минута, ќе видите целосно ќе направи кора од сите страни, еве гледајте како изгледа и потоа со решетка ќе го подигнеме и ќе го ставиме на подлогата која направивме од павлака. Ќе ги спремам и другите јајца додека се прави, значи ќе употребам 3-4 за таа количина, значи чаша. Нежно и внимателно, не дивијачки како Маја што знае често да го прави тоа. Ќе го ставите јајцето секогаш ладно и студено и малку лимон по сите краеви за да може, пазите некоја семка да не ви падне, за да може да го одлепи јајцето од сите, не ми падна семка, ама тоа е тоа. Јас сум Маја и до сега веќе ме научивте, мислам дека мојата несмасност полека внимателно ќе изодам за да не му ја расипам формата.
водата споро врие, полека јајцето и ставете го во водата. Да, малце делува пипаво и во суштина е пипава работа. Поширани јајца се специфична техника, но од кога еднаш ќе ја совладате, ви ветувам потоа е полесно. Значи, дури да ви се расипа, ако си јадете дома, апсолутно може да си го соберете јајцето, тенџерето и да немате проблем, но денеска ќе се потрудиме, бидејќи сме на телевизија, да направиме соодветно поширано јајце. Ставете малку лимон, неколку капки и третото јајце. Ете така. Малку ќе подрасчистам, за да можам да си направам простор. Ќе ги сервирам во длабока чинија. Се сеќавате дека направивме една преубав крем од павлака, во кој ставивме лук, ставивме малку мајчина душица, малку лимон. Сега пред крај ќе засолам, само заради тоа што сакам слоевито да ми биде солењето, нели? Ќе ставам подлога на дното, па можеби така целото ќе го ставам, да. Знам дека е доволно за 3 јајца. И ќе ги почекам, едната мислам дека е веќе готова, да. Со лажица решетка, внимателно подигнете го јајцето. Дозволете целата течност да истече и ставете го врз подлогата. Мислам дека и второто веќе ми е готово, да. Доколку сакате чекор понапред да одите и да направите уште посовршени поширани јајца, третото мислам дека му треба уште малку време, пред да го ставите јајцето во филџерот, може да го ставите во цедалка. Јајцето во себе содржи малку водест дел, тоа е во суштина белката, но белката има два елементи, односно онаа густата белка која нас ни е потребна за да го направи целиот овој процес успешен, и има еден водест дел. Тој водест дел во суштина е ова што го гледате како пена. Доколку сакате да бидете уште попрофесионални и тоа да биде како од некој познат ресторан, ставите го јајцето во цедалка, пред да го ставите во шолјата и направете феноменални поширани јајца. Ќе ги посолам и последното нешто кое треба да го направиме за да имаме успешни турски јајца. Турските јајца секогаш на крајот се жишнуваат, односно ќе го искористам малку путер, ќе го стоплам путерот. Не треба многу да зоврие путерот, односно дајте му на ниска средна температура, полека да се растопи, малку да биде загреан, бидејќи внатре ќе ставиме снеголки од благ буковец. Тие ќе видите најнаш ќе почнат да вријат и додека се уште путерот врие, ќе ги попариме јајцата. И ќе имаме еден совршен доручек. Следно што ќе ви подготвам се манаман јајца, односно нешто налик на оние пиперки патлижани кои ги правиме ние со јајца во летно време. На јас денеска ќе одидам чекор понапред и ќе ви направам турската верзија за тоа. Го почекаме путерот, че ќе видите дека е готов, кога само ќе почне да проврива по некое меурче од страните, намалете температурата, бидете трпеливи, нели? Додека целосно не го растопите. Тука имам, мислам дека половина коцка, односно околу 100 грама путер. И убаво растопете го. Не треба да се да изгори, треба цело време да ја задржи таа убава млечна жолта боја. Затоа не му давајте многу висока температура. Мислам дека сум при крај. И со трпението и со путерот. Ќе го тргнам на страна. И внатре ќе додадам една лажичка благ буковец, бидејќи некако не ми одговараше во целата комбинација лут. Доколку сте љубители на луто, слободно направете лута верзија. Како изгледа и со завриениот путер. Прелите ги пошираните јајца.
Секако ова мора да се мацка и следно што ќе направам, ќе испечам еден прекрасен селски леп, зашто овака не се јаде со двете раце внатре загнирана, едноставно нема да биде вкусно. Следно, манаман јајца. Манаман јајца, ствари така ги викаат турците, во суштина е мноштво на зеленчук кој е пропражен на висока температура, на средина се ставаат 3 јајца, малку се дава простор да тие се запржат и потоа убаво се прави кајгана. Јас имам едно феноменално, многу ги сакам овие гусани работи, Дики мојот режисер воопшто не ги сака, ама јас најмногу ги сакам и каре се испочитува мојата желба, па денеска ми донеса ново кое е во димензија соодветно за да можам да го направам манаманот и потребни се неколку типови на зеленчаци. Имаме црвена и зелена пиперка, ќе ги исечеме на потенки парчиња заради тоа што ви треба да бидат баш онака како конци, затоа што сите тие знаете на турското. Си земате лепче, си мацката внатре и сето тоа треба да биде убаво и ситнето. Црвена и зелена пиперка, ќе ги сечам на половина и потоа ќе ги сечам баш на тенки парченца. Тоа беше мојата скара, ја ставив скарата на карес да ја загреам во микро. Сакам да потпечам леп за да може потоа да загњуриме во овие прекрасни рецепти кои денеска ќе ги подготвиме. Ќе ме почекаат малку пеперките, бидејќи скарата ми е веќе готова. Се сеќавате на мојата скара на карес, многу е топла. Мора прво да ја стоплите, значи 3 минути оди во микро на највисока температура. И тука имаме еден убав леп, кој и вакви добив малецки даски, кои се многу практични кога сакате да бидете мултитаскинг и да работите. Го извадам крајчето и ќе насечам. Крцка лебот, калории и килограми. Ега еле, дома сме си. Како што тргнало, ќе ставите во... Ќе печам парче по парче. Малку дафинка. И малку масло. Ќе ставам пладно цедено, витаминка секако. И оди во микрото околу минута и пол, бидејќи лепчињата сакаме убаво да се направени како во тостер што би биле, односно искрцкани целите. Ќе ги ставиме во микро околу минута и пол на највисока температура. И да се вратиме на мојот манаман. Црвената пиперка. Исечкам прво се, таман додека ми се вжешти моето прекрасно гусано тавче. Секогаш кога сакате чикор плюс да одите со манаманот, може да ставите до згора малку кашкавал или некое сирење и бидејќи рачката на гусаните тави од карес апсолутно е целата гусана, може да оди директно во рерна, па да си подпечете, да си мъмкате додека јадете и да си имате секако од гледање само пола килограм, од јадење уште килограм плюс. Ама таква ни е традицијата, такви ни се, не знам, апетитите. Мислам дека сме многу слични како народи, си имаме тие мацкања, лепчиња и сето она што го прави храната уживање. Храната треба да биде уживање. Еден црвен кромит. Се надевам дека нема да ме расплаче. Исто на тенко. И сега е време да ставам масло.
ќе користам сончогледово масло. Заради тоа што сончогледовото масло е отпорно на повеќе температура, ќе ставам убаво на целото дно, заради тоа што имам поголема количина која треба да ми се испржи, а на крајот треба таа да намали својата димензија и да ја остава малце простор на средина да ги ставам јајцата, затоа не треба малку повеќе масло. Имајте го цело време на око. Сега малце ќе поднамалам за да не ми изгори. Бидејќи густените садови целосно од сите страни се затоплуваат еднакво. Може малце да имате прскање при ваквиот процес, ама храната е исклучително вкусна кога се прави во баш железо. Следно што ќе ставиме и ќе исецкаме ќе бидат маслинки, моите се без коска. И немам манаман без домат. Имам тука една рака маслинки на крупчиња. Тоа беше знакот дека лепчињата се готови. Спремни да заријат во убавите доручеци. На крупчиња. Ќе посолам, бидејќи имам голема количина, да ја испушти целата вода додека се пржи. Тие треба да бидат убаво запечени пред да ги додадеме доматите, заради тоа што доматите нели ќе испуштат малку вода и ќе направат целата содржина покремаста. Ама ни треба тој запржен, закрцкан вкус на пиперките и на кромидот. Имаме еден домат. Замислете ова јадење каков вкус би имало во лето. Кога ќе го имате феноменалниот јабучар, скопски, розевите домати. Ќе дојде летото. Да, летото е на пат. Штом го имам зумбулот кој денеска ми го донесе Маја, значи летото и пролетта се на пат. Многу сакам цвеќиња, многу сакам кога ми подаруваат цвеќиња. Најумилено цвеќе од овој период ми е лалето, а потоа зумбулот, бидејќи овие рано пролетни, односно зимски цвеќиња веќе имаат, ја мислам дека најопоен мирис и баш подигнуваат расположение. Содржината е веќе готова, гледате дека кромидот се распадна, веќе ама малку е подпечено од сите страни, време да го додадеме доматот. Дајте му некоја секунда, значи доматот ќе испушти течност, за да испушти, ставете уште еден прстопат сол, не ставивме многу претходно, за да испушти целата течност. И од кога веќе доматот ќе се запржи, ставете го на крајот за да продолжи со готвење. На средина ќе ставим уште малку масло. Дајте му време да се стопли. И имаме 3 јајца. Овие се на собна температура, заради тоа што ќе ги пржиме, не сакате да имате студено јајце, заради тоа што на тој начин ќе го пресечете јадењето и на собна температура. Имам шарана сол со малку бибер. Ќе ставам врз јајцата. Ќе ги почекам малку да се подготват, односно ќе видите дека се готови кога долниот слој ќе биде целосно бел, а жолчките уште ќе останат да стојат на површината, а потоа убаво ќе ги размешам со останатите зеленчуци. Додека се направат јајцата, односно се спремни за мешање, имам еден грст макдонот, ќе го исетнам на ситно. И пред да ги измешам јајцата,
ќе го додадам во целата смеса. И моментот на вистината почнувате агресивно да ги мешате. Никогаш немој да ги доварите до крај, заради тоа што треба да имате таа нежна текстура на јајцата. Мислам дека е веќе готова. Една таска. И префрлете ги феноменалните јајца. Јас имам нови тука гаджети, веќе не знам ни што да земам, од кој страни толку каре сме наполнија со најразлични убави алатки. И сервирајте го феноменалниот манаман турски доручек во чинијата. Имам тука малку мајчина душица. Ја додадам прс моите турски јајца. И да го проверам лебот. И тоа беше мојот, чекајте да последно парченце, ова мора да се собере. Предлог за денес. Лепчето е совршено искрткано и заслужува да биде послужено со турските јајца и манаманат. Ова беше мојот предлог за денес. Денеска ви подготвив доручеци. Зошто да не би биле ручек? Јас мислам дека можам да живеам на ваква храна. Убави предлози кои се богати со вкусови, го имаат оној турски шмек внатре, односно кремасти се, слоевити се и ви треба убаво запечено парче леб за да грнурица внатре и да имате сензација во устата. Јас денеска ви го предложив ова, а вие предложете ни нешто друго што сакате да го видите во нашата емисија. Пишувајте ни, следете на нашите профили на Инстаграм и на Фејсбук. А ние веќе се гледаме во следната епизода. Се надевам дека и тогаш ќе ви се допаднат мојот избор за рецепти, а дека во следните денови ќе креираме многу нови идеи, многу нови вкусови. Останете ми добро.